Слушнете ме сега. Јас сум дете што доаѓа од едно сиромашно семејство и јас ова што денес заработвам доста пари, јас ова сам сум го успеал. И сега мене некој нагла да ми седи и да ме команда и да ми кажува што јас како да прам и да ми забава, значи жената ако изневери, изневерува со срце. А ние и да изневериме мажите, ние изневеруваме само заради кеф. Ние заради кеф мажите изневеруваме, ќе одиме, ќе спиеме со неја, ќе направиме нешто ова она и пак ќе си дојме дома кај жената. Ама жената ако изневери, изневерува со срцето изневерува. Разбирате? Тоа е тоа. Зато не, брат, се разведив си замина. Треба сега да одиме по судска постапка, развод да маниме и тоа е тоа. И до готово, брат. Малце се капев јас со ладна вода, извините. Па Ивана, чекај бе, види сега. Јас сум ром. И кај нас ромите е така. Ние имаме друг менталитет, дека ние имаме мислење дека жената ако изневери, тогаш е крај на бракот. Како бе, не сме на документ земени, на документ земен сум со ова жена. Како не сум земен? А од историната и постојат и устојат кај неа. Па треба, брат, да ги избришиме и кај мене има слики, треба да ги избришам. Јас од Инстаграм, веќе е време да си барам некоја што ќе ме цени, што ќе ме сака. Да си барам некоја што стварно ќе ме цени. Што нема да ме труе. Добро, са некој да те труе, да те љубомори, тоа е дел од љубовта. Ама јас викам вака, љубовта е слобода, луѓе. Треба да му даеш слобода и на мажо и на жената. Треба да му даеш слобода. Ако некој сака да се ебе, таа и да ја заклучиш во куќа, таа пак ќе се ебе. Љубовта е слобода, а не труење. Кај си шо правиш, не можи, вака, така, ова, она. Не може тоа.